По трагичната несреќа во Кочани, во која животот го загубија 62 лица, меѓу кои Андреј Ѓорѓиевски, член на познатото македонско дуо ДНК, јавноста не престанува да бара одговорност и правда. Во таа насока, неговата сопруга Наталија Ѓорѓиевска, скршена од болка, но полна со решителност, јавно се огласи преку својот Facebook профил. Во статус, Наталија го изразува разочарувањето од институциите и испраќа јасна порака. Бараме неселективна правда, без калкулации, без привилегирани и без заборавени. Ако не ја добиеме, ќе зборуваме погласно и ќе не има се повеќе. Ако институциите не покажат дека можат и сакаат да ја спроведат правдата подеднакво за сите, тогаш дури ќе бараме одговорност и оставки. Овој апел дојде откако гневот на родителите и блиските на засегнатите во несреќата драматично расте. На протестот во Кочани се бараше оставка од претседателката Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Христијан Мицковски и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Еден од родителите символично остави 2000 денари на улица и запали свеќи за жртвите. Несреќата се случи на крајно трагичен настан, кога во дискотеката Пулс во Кочани избувна пожар. Животот го загубија 62 лица, од кои над 200 беа повредени. Овој настан ја потресе цела Македонија, а повиците за одговорност и правда се повеќе добиваат на сила. Наталија со незините зборови стана символ на борба на сите семејства, кои останаа без своите најмили, но не и без глас.